Пред околу 10 дена на Канал 5 емитувавме репортажата за состојбата во Скопје со ѓубрето, со фокус на центарот на градот. Највеќе реакција имаше за центарот, односно кеот. Имаше некакви најави дека нешто тука почна да се чисти, на Facebook пуштија од Скопје таква реклама, меѓутоа денеска враќајќи се од работа поминав од кеот и тоа што го видов е навистина разочарувачки, дојдов дома само ја земав камерата и ова морам да ви го покажам. Погледнете го ова. Објектот пред нас е Македонскиот народен театар, а ова е кеот на Вардар во спротива. Ова е во срцето на градот. Меѓутоа тоа што се случува овдека не е само еколошка катастрофа, ова е еден таков национален срам што јас уште не можам да разберам. Ова е просто неверојатно. Позади ова нешто што го викаат Галија се наоѓа камениот мост, а тамо тоа што ќе ви го покажам сега е уште по катастрофално. Одиме до камениот мост. Погледнете ја сега оваа нереална слика. Камени мост пред нас, археолошкиот музеј, музеот на македонската борба, поцентрално не може да биде, меѓутоа видете го кеот во што е претворен. Ова има огромни наноси на кал, до нив ѓубре, меѓутоа не во мали количини ѓубре, туку буквално цели депонии. Овие ги снимавме и пред околу 2 недели. Меѓутоа тука не само ништо што не е пипнато, тука е оставено. Значи ова имам впечаток дека некој намерно ни го прави, бидејќи тие во град Скопје што треба да се погрижат ова, знам дека ја гледале репортажата која што снимавме. Ги знам и коментарите. Меѓутоа ништо да не превземе, што е просто неверојатно. Ова се скалите на кои што во ваква убава пријатна августовска вечер во Скопје секогаш сме седеле и сме поменувале многу моменти. Сега можете да видите колку е тука се Балкано. Мирисот не можам да ви го доловам, меѓутоа може да претпоставите на што мириса. Еве тука право има некои странски туристи кои што седат во ѓубриња тука. Ќе одиме од другата страна, тамо е уште по лоша ситуацијата. Сега да ни ја покажам, меѓутоа тука само некој што си врши нужда лабаво на камениот мост. Иначе се работи за објект заштитен со закон, споменик на културата. Ова е практично неубавиот мост што го имаме ние во државата, за тој заштитен со закон. Меѓутоа како се дозволува да биде во ваква состојба, тоа е просто неверојатно. Како немаме чувство за припадност дека ова е наш мост, дека ова е наше културно наследство, ова е нашиот символ на градот и вака да се остава да пропаѓа и да ни се смеат сите што ќе дојдат буквално. Тоа е една такво понижување неверојатно. Ова што гледате се и туристи во ека на туристичката сезона. Меѓутоа тоа што ќе го принесат како слика од Скопје ќе биде општ блам за нас. Македонија 2025 година. Иначе, еве и спомен плочата за водачот на големото народно востание од 17 век за Карпош. Се срамам. И тука е голем број на туристи. Да видите само што гледаат. На Google кога ќе напишете Скопје, можеби нешто прво што ви излегува е секако камениот мост. Меѓутоа сликата во реалност е ова, споменикот на Свети Кирил и Методи. До него залепен тој јавно WC на 3,5 метри од него. Еве го сега ова. Со добите. Јавен тоалет. Историскиот камени мост. Погледнете. Значи 3 години ја снимам локацијата, али волку лошо не било никогаш. Просто неверојатно. Ова никош беше како некако пијано со цвеќиње од озгора.
одман до камени мост, еве како див паркинг се користи лававо. Никој не почитува ништо кога гледам дека самите не се почитуваме. Ево музеот на македонската борба, а еве што има до него. Ова е современиот наш идентитет, за жал. Како може сите да молчиме за ова, тоа е, не можам да разберам, али може би до мене е проблемот, не знам. Од друга перспектива, камениот мост е ишаран со графити и од оваа перспектива може да видите колку е обраснат самиот мост. Практично се наоѓаме пред, тоест позади музеот на македонската борба, ќе одиме до театарот и тама да ви покажам. Меѓутоа тоа што го зборувам практично цело време и што луѓе дури ми замеруваат е тоа дека додека не си ги средиме овие основни работи, значи ѓубрето и фекалиите од центарот, од најцентралниот дел на градот, апсолутно не треба ни да кажам и да бараме почит од било кој, бидејќи не може да се бара почит ако сам себе не се почитуваме. Ние со ова како држава, како нација покажуваме дека апсолутно немаме никаква почит спрема самите себе. Нашето достоинство каде се изгубило меѓувреме, има многу причини. Пресеке политичарите изминативе 30 години кои што градеа систем чиј производ е ова сега тука што го гледаме, меѓутоа мораме нешто да промениме, инаку тие што велат дека не заслужуваме да имаме држава со вакво однесување, ќе испадне дека се во право, за жал. Јас секако не мислам така, мислам дека ние како народ сме истрпеле и многу окупации, неправди и се живо и диво и секогаш сме си останале тоа што сме, меѓутоа оваа борба со самите себе ќе ни биде најтешка и ќе мора да ја добиеме, инаку не ни се пишува убаво. И за камениот, за мната многу пати снимавме, само да ви покажам како изгледа оградата. Погледнете. Македонскиот народен театар. Ова е оградата. Ние не сме богата држава да направиме, не знам, тама нуклеарна централа или не знам што, али за ова не треба многу пари, за ова треба само малце интерес. Меѓутоа, очигледно не смета да е вака уште некоја година, ние да ќе се занимаваме со други работи. Генерално тоа е тоа, морав ова да го направам покрај тоа што немам ваква пракса влогови да снимам. Меѓутоа, мислам дека мора сите да направиме поголем притисок кои работи да се променат, инаку ќе предложиме да си живееме и да пропаѓаме вака. Океј. Фала ви на сите што ги испративте сите мејлови и пораки изминатиот период со поддршка. Некој ми прати и видеи, локации за следни репортажи, меѓутоа треба сите масовно да правиме притисок ова да станат главните теми, бидејќи кога ќе станат ова главните теми во сите медиуми, промените ќе можеме да ги видиме на терен, бидејќи фокусот ќе отиде во вистински правец од тоа што е наше македонско, како да се грижиме за него. Ако не, ќе се занимаваме со други работи меѓувреме. За жал.